Премиерата на двете перформансни изведби е во знакот на двојството. Седанот М3 изгледа покомпактен, компресиран и побрутален, додека М4 е елегантно пропорционален како купе. Секоја каросерија има две изведби. М3 има 480 коњи, додека М3 Competition е напумпана на 510 коњски сили и забрзува до стотка за 3,9 секунди. По истиот терк е постапено кај купето М4 без разлика во динамичките параметри. Уште еднаш до израз доаѓа дуалноста. Кај послабите верзии се вградува 6-степен мануелен менувач, додека кај надпреварувачките моторот е впарен со 8-степен M-Steptronic менувач со 3 модуси на работа. Изведбите со пренос на сите тркала X-Drive со активен диференцијал се најавени за престојното лето. Од предната страна тешко дека може да ги разликувате М3 и М4. Контроверзниот вертикално нагласен двоен бубрек и фаровите се идентични, но разликата станува јасна во страничната и задната перспектива. Како модел со две врати, М4 е вистински наследник на оригиналниот М3, но тој порасна толку многу што лесно може да се види како духовен наследник на М635 CSI. Двете нови изведби се фокусирани на перформансите. Познатата мешавина со динамика, агилност и прецизност кај двете изведби ги исполнуваат погодноста за секојдневна употребливост и способноста за трансформација на патека. Ова го овозможува адаптибилната суспензија со електронски контролирани амортизери и управувачот M-Servotronic со променлив сооднос при зголемување на брзината. Срцето на перформансниот тандем е 6-цилиндерскиот линиски мотор со M-Twin Power Turbo. Неговите два полначи му даваат карактер со мамутски 650 Нм. Тие ефективно да бидат пренесени на асфалтот, направени се специфични модификации на предната и задната оска, надгледувани од динамичката контрола на стабилноста, со вклучување на М-динамички режим и за прв пат интегриран диференцијал и контрола на влечење прилагодливи во 10 фази. Ова беа доволни податоци за оние што имаат бензин во вените. Сепак, овие автомобили ги купуваат оние што одлично заработуваат, па интериерот мора да биде изразено спортски, зачинет со луксузни материјали. Ергономски оптимизираниот кокпит, типичен за спортски автомобили, има дисплеи и контроли специфични за М-изведбите. Новоразвиените спортски карбонски седишта се превслечени со фина кожа. Кога возачот удобно ќе се смести, во очи му паѓаат две индивидуално поставени копчиња со исписот М на воланот, преку кои може индивидуално да се конфигурираат праговите на интервенција на системите за помош на возачот и на дисплеите во групата инструменти и на изборниот head-up дисплеј. Подесувањата за пат и спорт се достапни како стандард, додека дополнителниот режим трек за возење на патека е дел од опцијата M-Drive Professional за особено интензивно искуство на тркачка патека. Овој пакет вклучува мала ризница на електроника како M-Drift Analyzer, M-Lap Timer и M-Traction Control. За цивилната употреба понуден е значително проширен избор на системи за помош на возачот со активна улога или на кусо. Доволно е да се каже дека ова се производи на МГМБХ, домот на најбрзата буква на светот. Ја немаме почетната цена за нашиот пазар, но очекуваме да ја надмине границата од 100.000 евра.